Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешново издание и епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и ви благодарам што не следите и што веќе почнуваме супер интеракција, користење на хаштагот #AskJosif. Некои од вас ме контактираат и во приватно во инбокс, но како и да е. За мене многу значи тоа од причина што ми давате идеи, ми давате инспирација и ме поттекнувате да размислувам и да зборувам за некои теми кои што можеби јас за себе сметам дека се подразбирливи и дека пошто јас ги знам и за мене имаат логика дека сите ги знаат, но во секој случај не е така. Она за кое што денеска ќе зборувам и во оваа тема која што ќе го потфатиме е практично проблемот кој што го имаат огромен број со луѓето, а тоа е проблемот со нередовна столица. Повторно нешто прифатено како нормално и повторно нешто прифатено како дека секој човек не баре го има и дека така и треба да биде и прифатено е како наше секојдневие. Но ќе ви го објаснам на многу прост и логичен начин и се надевам ќе ве поттикнам дека многу ќе размислувате и многу ќе превземете акција во овој дел, затоа што кога зборуваме за проблемите со столица, практично зборуваме за проблемите со дигестивниот систем. А кога зборуваме за дигестивниот систем, не знам колку сте запознати, но дигестивниот систем е број еден органот кој што ја диктира добре состојбата на телото и на духот, затоа што секој од нас знае дека горивото кое што нашето тело го добива се добива преку дигестивниот систем. Проаѓа преку устата, хранопроводот, желудникот, обработка, оди во тенкото црево, се апсорбираат нутриенти и потоа оди во дебелото црево каде што се исфрлаат сите непотребни работи од телото и она што можеби остаток од исхраната, најчесто нерастворливи растителни влакна и стврднат скроб. Но тоа е така доколку вашето тело не е затруено и не му е дадена лоша исхрана. Дигестивниот систем може да си го замислите како канализациона мрежа во куќа, која што има инсталација од многу цевки. И ова дигестивниот систем во нашето тело практично е едно огромно црево во кое што храната поминува низ различни процеси. И кога зборуваме за нередовна столица, зборуваме за блокирање на дебелото црево. И дебелото црево има значително доволна должина, каде што може да задржи огромен број на токсини и измет кој што често тоа блокирање знае да го задржи тој измет на многу долг рок. И еве да речеме некои луѓе кои што можеби се имаат проблем со тоа да можеби 5, 6, 7, 10 дена не одат во тоалет и да го имаат тој проблем, сериозно треба да мислат и да размислуваат како тоа да го променат, затоа што замислете си 24 часа да оставиме било што, не знам, парче месо во соба на температура од 20 степени и прашајте се себе си дали би го јаделе тоа парче месо или храна следниот ден, односно после тие 24 часа. Знам дека одговорот е не. И сега замислете си истото тоа парче храна да стои во вашето тело 7 дена на 36 степени температура. Што би се случувало и колку вашето тело практично треба да троши напори за да го детоксицира телото, бидејќи тоа се токсини и таму се развиваат многу бактерии кои што подоцна може да преминат и во сериозни заболувања. Блокирањето на тенкото црево најчесто се случува поради акумулирањето на голем број остатоци од храна, главно остатоци од млечни производи, остатоци од месо и остатоци од кондиторска храна која што подразбира многу адитиви, ароми, бои, емулгатори и така натаму. Тоа се работи кои што се наталожуваат под зидовите на вашите црева и на долг рок почнуваат тие слоеви од насобирање на зидовите на цревата, ѓубре практично да кажам, да го блокираат дебелото црево. За да направите одблокација на дебелото црево, директно треба да се поврзете со растителни влакна и внесот на количината доволна на вода. Тоа значи, сме го зборувале можеби ова и претходно, дека на 25 килограми телесна маса доаѓа 1 литар вода и во зависност од тоа која е вашата килажа, треба сами да си прерачунате колку вода можеби треба да внесувате. Растителни влакна од друга страна се наоѓаат во храна која што е од растително потекло и за да внесете доволен број на растителни влакна, односно за да внесете 25 грама на растителни влакна, вас ви се потребни 5 до 7 порции овошје или зеленчук. Тоа значи 3 овошки во текот на денот и
или не знам 3-4 салати или 4 овошја и 2-3 салати и така натаму во принцип за да ја задоволите таа количина потребна на растителни влакна. Јас знам дека никој можеби од вас не го практикува тоа и затоа се случуваат овие проблеми. Растителните влакна во соработка со водата се задолжени да го чистат по гравитација дигестивниот систем, односно од зидовите на цревата се што е наталожено да го тргаат и да го нормално isfрлате подоцна. Затоа овој проблем не го сваќате како несериозен, не го прифаќате како нормално, бидејќи здравјето на вашиот дигестивен систем е директен показател за тоа како ќе имате имунитет и директен показател за можеби многу здравствени проблеми кои што го косат човештвото, тоа се тука дегенеративните заболувања за кои што воопшто не сакам да зборувам во овие емисии, но сериозно сватете го овој проблем и сериозно доколку имате можеби и се препознавате во оваа приказка, превземете нешто и отклонете го затоа што верувајте вашето тенко црево и дигестивен систем мора да ги обслужувате за да ве обслужуваат до крајот на животот. Мислам дека за оваа тема не знам дали опфатив се и можеби доколку имате некое конкретно прашање и пример, слободно обратете си, слободно искористете го хаштагот #AskJosif и ќе ви одговорам оној колку што знам. Оно што денеска јас се потрудив да го опфатам во ова кратко време е чисто генерална слика за тоа што значи проблем со столица и каде можеби треба да превземете и на крај крајава да ве освестам дека е вистински проблем и дека треба да делувате во позитивна насока, а за конкретните чекори доколку можам некако да ви помогнам, слободно прашајте ми и ќе дадам се од себе да ви дадам некакви насоки. За тука денеска завршуваме. Фала ви што не следите. Се гледаме во следна епизода. Имајте убав ден и здрави животни навики. Чао, чао.